Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за јаглехидрати и ова ќе биде некое си воведно видео. Јаглехидратите се макромолекули, нели, заедно со протеините, липидите и нуклеинските киселини и по хемиски состав содржат главно јаглерод, водород и кислород, исто како и сите други органски молекули. Еден од првите јаглехидрати кој бил откриен е всушност глукозата. Глукозата има следнава молекулска формула, значи C6H12O6. И ова ако се конвертира во емпириска формула, се добива CH2O. И поради тоа, луѓето си помислиле дека ова се некои молекули кои содржат молекули на вода во нив. И поради тоа го дали името јаглехидрати, односно јаглерод и хидрати како вода. Во ред? Иако подоцна се докажало дека не е баш тоа случајот со сите јаглехидрати, името останало. Така да и ден денес ги нарекуваме јаглехидрати, односно јаглехидрати. Сега, некое време подоцна се развила нешто си поточна емпириска формула, а тоа е следнава, каде што N и M не мора да ја имаат истата вредност. Но, дали оваа емпириска формула ги опфаќа сите јаглехидрати? Одговорот е не. Значи, има многу молекули кои ја почитуваат оваа емпириска формула, али не се јаглехидрати, како што се формалдехид, оцетна киселина, млечна киселина и некои други молекули. Но исто така има некои молекули кои се јаглехидрати, али ја немаат оваа емпириска формула. Во ред? Значи има молекули кои ја имаат оваа, али не се јаглехидрати, и има молекули кои се јаглехидрати, али ја немаат оваа емпириска формула. Поради тоа, не треба да се зима за строго правило дека ако ја има оваа емпириска формула е јаглехидрат. Во ред? Така што во органската хемија, јаглехидратите најчесто се дефинираат како полихидроксилни алдехиди и кетони. Или пак некоја си друга дефиниција е дека тие се примарни или секундарни оксидациони производи на поливалентни алифатични алкохоли. Но многу почесто се сретнува првава дефиниција, дека тие се полихидроксилни алдехиди и кетони. Сега, јаглехидратите во секојдневието многу често ги нарекуваме шекери, или пак некојаш сахариди и глициди. Но со сигурност најчесто користениот синоним е дека јаглехидратите се шекери. И ова може да направи една конфузија кај луѓето кои не се толку запознаени со биохемија или физиологија, не ја изучувале оваа тематика, а тоа е следната конфузија. Дека јаглехидратот е еднаков на шекер, шекерот е еднаков на благо, јаглехидратите се еднакви на благо. Така што ако нешто е благо, има многу јаглехидрати. Ако не е благо, нема јаглехидрати. Што не е секогаш случајот. Постојат јаглехидрати, особено сложените јаглехидрати, односно полисахаридите, кои не се благи или пак се многу малку благи. Например, лебот содржи скроб. Скробот е полисахарид, односно сложен шекер, кој има благ вкус, но е многу слаб благ вкус. Но ако го оставите парчето леб во уста подолго време, скробот под дејство на амилазите во устата ќе биде разложен до попрости шекери, односно до глукоза, малтоза и некои други декстрини, кои ќе дадат поблаг вкус. Друг пример е целулозата која се наоѓа во клеточниот зид на растителните клетки. Значи ова е еден сложен јаглехидрат, полисахарид, кој ние не го разложуваме. Вред, него служи како растителни влакна во нашата диета и помагаат при дигестија. Но можете да си замислите случај каде што би можеле инстантно да ја разложуваме целулозата. Во тој случај растителната храна ќе има вкус на чоколадо. Така, значи идеш надвор и јадеш трева, исто како да јадеш чоколадо. Дома пиперките и морковите ќе станат како чоколадца, пинџурот ќе стане како нутела. Но окей, тоа не е случајот, така што целулозата служи само како растителни влакна и помага во нашата дигестија. Но постојат животни кои ја разградуваат и неа, сега нормално не ја разградуваат одма, така што не е блага храната, они дури ја јадат, него со помош на бактерии ја разградуваат, така што ја искористуваат енергијата од истата. И од ова всушност произлегува една многу интересна идеја, дека можеш да го земеш генот кој служи за продукција на ензим потребен за разградување на целулоза, тој ген сега да го вметнеш во луѓе, така, значи да извршиш биолошки инженеринг, и тие луѓе сега ќе го имаат ензимот потребен за разградување на целулоза.
така што можат слободно надвор да ја јадат лисија, трева и да ја искористат нутритивната вредност во истите. Бидејќи моментално ти ако изедеш надвор трева, така и лисија, ќе имаш пролив. Ти не можеш да обработиш таа целулоза. Во ред? Но ако би можел да обработиш, тоа ќе биде исто како да јадеш легитимна храна. Така што би искочило дека татко ти надвор кога коси трева, од не коси трева, он го спрема ручекот, така. Нормално ја ова сега го кажувам како шала, но тоа може да биде реалност, не е толку далеко во иднината. Проблем е само како ќе биде прифатен генетски инженеринг од такви размери, нели? Сега, како го добиваме најголем дел од шеќерот во природата е преку процесот на фотосинтеза. Интересно е дека кога ќе се спомне фотосинтеза, најголем дел од луѓето, вклучувајќи ми и мене, си помислуваме на растенија. Додека во вистина најголем дел од фотосинтезата се врши од страна на микроорганизми и едноклеточни алги. Односно, околу 70% од кислородот на планетава произлегува од океаните, а не од копнените маси на растенија. Значи, главно произлегува од диатомеи, односно силикатни алги и цианобактерии. Иако тоа е муабет за некое друго видео, ве охрабрувам всушност да проверите на Google нешто повеќе за диатомеите. Значи, на англиски запишуваат diatoms. Тоа се всушност едноклеточни силикатни алги кои имаат панцир околу клетката изграден од стакло и тоа прилично уникатно извезен панцир. Во ред, да се навратиме сега на јаглехидрати. Значи, под дејство на фотосинтеза, растенијата, CO2 од атмосферата и водата која ја примаат преку коренот, ја конвертираат со помош на светлосната енергија од сонцето во шеќери. Океј? И при тоа се ослободува кислород. Значи, кислород кој е дел од CO2 се ослободува, така што се добиваат пререве 6 молекули на кислород, бидејќи започнуваме со 6 молекули на CO2. Додека ние го правиме обратниот процес. Ние користиме шеќери и кислород кој го дишеме за да ослободиме CO2 кој го издишуваме и вода која исто така ја издишуваме, но ја ослободуваме во форма на урина и фецес. И ова се нарекува така наречена метаболичка вода. Значи ова е вода која ја продуцираш, а не си ја испил од надвор. Например, камилите продуцираат многу метаболичка вода, хидролизирајќи масти. Океј, значи они од мастите прават вода. И така всушност преживуваат во пустина. Океј. И при овој обратниот процес, каде што од шеќери и кислород се враќаме назад до CO2 и вода, се ослободува енергија која ние ја складираме во форма на ATP, така можеме да ја користиме во најразличен број на хемиски процеси. Во ред. Сега, шеќерите, поточно глукозата која се формира при процесот на фотосинтеза, може да ни даде најразлични други соединенија. Значи, растенијата почнуваат со глукоза, па од неј прават скоро се друго. Океј? Значи, од таа глукоза прават најразлични јаглехидрати, прават липиди, прават протеини, поточно прават аминокиселини, па од аминокиселините се прават протеини, прават најразлични витамини и многу различни секундарни метаболити. И овие секундарни метаболити се нешто што во животните го нема, бидејќи растенијата имаат така наречен секундарен метаболизам, кој што им овозможува да ги создадат овие секундарни метаболити. И ова се молекули кои што најчесто се карактеристични за дадено растение. Така, нането помага при тоа и тоа, камилицата помага при тоа и тоа. Не знам, лукот има такви здравствени бенефиции, јаболкото има тоа и тоа. И така натаму, и така натаму. И секундарниот метаболизам кој ги дава овие метаболити е многу комплексен. Значи, до ден денес не е ни приближно разбран, има многу дупки во секундарниот метаболизам кои не ни се јасни, многу ензими фалат и не знаеме зошто некој пат некогаш се фаворизира, а некој не. Поради тоа, денеска е многу се уште поевтино да се користат растенија, по нив да се екстрахираат метаболитите, наместо хемиски, односно синтетски да се добијат истите молекули. Значи тоа што растенијата може да го направат со секундарниот метаболизам, се уште не е изводливо во лабораторија да се постигне. Сега, ние, користејќи го шеќерот, можеме да направиме дел од овие молекули, значи од глукозата може да направиме некои други аглехидрати, можеме да направиме липиди, можеме да направиме неесенцијални аминокиселини, некои витамини, нали, не баш директно, можеме витамин К со помош на некои бактерии,
некои витамини Б или пак Д кои не иде баш од шеќерот, а некои животни, најголем дел од животни можат и витамин С да направат, ние не можеме, нажалост. И поради тоа, најголем дел од молекулите мораме да ги внесеме преку храната. Океј, сега да идеме на следното. Јаглехидратите имаат во телото функционална и структурна улога. Сега немаат толку функционалност и структурна улога како протеините, но сепак се многу битни. Значи учествуваат во меѓуклеточно препознавање, адхезија помеѓу клетките, лубрикација на некои зглобови, во градба на клеточниот зид, кај бактерии, растенија, резерви на енергија, така значи растенијата складираат енергија, основно резерви на енергија како јаглехидрати во форма на скроб, ние складираме во форма на гликоген, габите исто така во форма на гликоген и слично. Јаглехидратите учествуваат во насочување на молекулите, односно кога некоја молекула ќе се создаде во клетката, таа треба да се насочи кај треба да оди. Епа, се става нешто што е како поштенска маркица, така, што е јаглехидратна компонента, и тоа ја укажува на клетката каде таа и таа молекула треба да биде насочена. Ќе збориме за тоа многу понатаму. Една многу друга интересна работа во која се поврзани јаглехидратите е крвните групи. Сега, крвните групи знаеме дека се одредени поради одредени антигени кои се наоѓаат на површината на еритроцитот. Така, значи имаше еритроцити и на нив има најразлични антигени. И сега, еден антиген е, например, А, друг антиген е Б, и ако нема никаков антиген, во тој случај, тој е крвна група нулта, а ако ги има двата антигена, така ако има и А и Б, тој ќе биде крвна група АБ. Логично. Епа, овој антиген е всушност шеќер. Вред. Например, ако имаш оваа комбинација на шеќери прикачени на соодветен протеин на еритроцитот, во тој случај си крвна група А. Ако имаш оваа комбинација си крвна група Б, ако имаш оваа си крвна група нулта. Ако имаш и оваа, во тој случај си АБ. Сега забележувате дека овој дел од крвната група е исти за сите. Единствено што се разликува е ово овде. Кај крвната група А имаме N-ацетил D-галактозамин, кај крвна група Б имаме D-галактоза, кај крвна група нулта нема ништо. И јас памтам додека го студирав ова пред неколку години, ми текна една идеја, така дека всушност можеме да инженираме ензим кој ќе ја разложи оваа, ќе ја хидролизира 1,3 хемиската врска, така што секоја крвна група ќе можеме да ја направиме во нулта крвна група. Така што, например, еден човек донира крв, се собере пакетче крв и да речеме он сега дека е, не знам, АБ крвна група и ти само во тоа пакетче крв го историш ензимот, значи ова ќе биде лиофилизиран ензим, како во форма на прашок ќе биде, го историш, го затвориш, почекаш, не знам, едно пола сат и сега тоа пакетче крв од АБ крвна група станува нулта крвна група. Нормално тука има проблематики како ќе го инженираш ензимот, да биде специфичен, да не разложува други хемиски врски и така натаму, но може тие проблеми да се средат. И си викам, леле, каква идеја ми текна, ја ќе станам милионер, ќе освојам Нобелова награда. И пробуричкав на интернет и видов дека некој всушност му текнало пред мене. Само што не станал милионер, бидејќи има друга проблематика. Значи, многу е тешко да се инженира тој ензим, но постојат и многу други антигени на површината на еритроцитите и некој од тие може да ви се познати, например сигурно се слушнале за RH фактор. Така некој индивидуум може да биде RH позитивна или RH негативна. Тоа е исто така антиген. Или пак постојат М и Н антигени. Така што не е така лесно тоа да се постигне, но ако некој од вас, не знам, се зафати со оваа идеја да продолжи, ако стане милионер, се надам ќе ми даете 5%. Ајде, добро. Ајде да продолжиме сега. Во однос на сложеноста, јаглехидратите може да се поделат на прости и сложени. Под прости јаглехидрати најчесто се мисли само на моносахаридите, кои што се најпростите шеќери, значи не може да биде по-просто од ова. И тие може да се изградени од 5, 6, 7 јаглеродни атоми. Ако се од 5, тоа се пентози, ако се од 6, тоа се хексози, ако се од 7, тоа се хептози. Во ред. И можеме да ги сретнеме во линеарна форма или циклизирани. Сега во биохемијата, бидејќи овие шеќери се наоѓаат во водни раствори, скоро секогаш циклизираат. Така што ќе ги цртаме на следниот начин. Океј? Но кога ги учат во органска хемија,
многу често ги бележат вака линеарно, бидејќи е полесно за представување и некогаш е полесно се воочат разлики помеѓу различни моносахариди. Значи, зависно дали оха групата се наоѓа над или под на која позиција, добиваме најразлични моносахариди, исто така зависно од бројот на јаглеродни атоми, но за тоа ќе говорам во некои понатамошни видеа. Во ред, значи сега треба да знаете дека моносахариди изгледаат вака и овие се најпростите шекери. Сега, ако споиме два моносахарида заедно, добиваме нешто што се нарекува дисахарид. Така, значи ова беше моно, сега имаме два, имаме дисахарид. Во ред, значи истото може да го направиш и понатаму, така што се добиваат трисахариди, тетрасахариди и така натаму. Обично од дисахаридите до некаде до 8, не знам, сахаридни единици се нарекуваат олигосахариди. Но овој термин не го средуваме толку често, значи најчесто се изучуваат моносахариди, дисахариди и полисахариди. Но за тоа ќе зборам понатаму, нели, во некој си наредно видео. Додека за сложени јаглехидрати, како што спомнав, најчесто се мисли на полисахариди, односно секогаш се мисли на полисахариди. Тоа се долги вериги од вакви моносахаридни единици. Океј. Сега, како сумација на ова, го имаме следно. Моносахариди, например, глукоза, фруктоза, галактоза и слично. Имаме дисахариди, кои што се комбинации од моносахариди, например, глукоза плюс фруктоза е сахароза. Галактоза плюс глукоза е лактоза. Океј, значи ова се дисахариди. Ако споиш многу повеќе во вериги, кои може да бидат линеарни или да се разградуваат, се добиваат полисахариди. Например, ова е гликоген. Ова е складираната форма на глукоза, например, ние вакво имаме во хепарот и во мускулите. Ваков полисахарид е исто и скробот кај растенијата, целулозата во растителните ѕидови и слично. Сега, јаглехидратите, како што спомнавме, се до сега потребни за живот, но интересно е дека не мораме да ги внесеме со исхраната. Телото може да ги создаде, бидејќи се толку потребни за функционирање, за добивање на енергија. Некои ткива, например, преферираат само глукоза или пак кетонски тела, како мозокот, тестисите, медулата на бубрезите и слично. И поради тоа мора да постои процес за создавање на глукоза и постои. Тој се нарекува глуконеогенеза, односно генеза на глукоза од нејаглехидратни компоненти. И генерално овдека, само ќе го видиме шекерниот метаболизам. Значи глукозата која внесуваме, таа може да подлежи на гликолиза, каде што стигнува до пируват. Пируватот понатаму влегува во ТЦА, односно Крепсов циклус, циклус на лимонска киселина, како сакате да речете го, каде што се добиваат редуцирани кофактори, кои што идат нели до електронскиот транспортен синџир кај митохондриите, се случува тука оксидативна фосфорилација и се добива АТП. Океј. Но исто така може и да се создаде глукоза, каде што го имаме обратното и се стигнува до глукоза. Тоа е процесот на глуконеогенеза. Сега, ако треба да се складира, глукозата може да подлежи на гликогенеза, така што ќе се складира како гликоген, но тој гликоген повторно може да ја врати глукозата која ќе биде потребна. Во ред, да речеме, гладуваш, сега гликогенот од хепарот ќе го разгради гликогенот, ќе се разгради и ќе се ослободи глукоза. Така, значи глукозата може да се врати назад. Тука има еден пентозен фосфатен циклус, не е тој интересен сега. Ова ми беше колку да увидите како глукозата би се интегрирала во организмот. Нормално сите овие метаболички патишта ќе ги учиме во детали многу понатаму. И тоа беше генерално се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.